Добро познатиот Сања Илич и неговата Балканика триумфираа на интернационалниот фестивал Охрид Фест или Охридски трубадури, што заврши во саботата во Охрид. Балканика ги собра симпатиите и на жирито и на публиката со нивната песна Нови деца, со која годинава ја представуваа Србија на изборот за песна на Евровизија и со 81 поен ја однесоа победата. Нивниот настап дефинитивно ќе остане запаметен на овој фестивал, а Охрид како вистински домаќин се погрижи да уживаат во убавините кои тој ги нуди. Како поминувате Охрид, како ви се допаѓа? Evo, ja sam već drugi put, prošle godine sam bio, zato sam ove godine došao, mi je bilo prelepo i ubedio sam moje drugare i drugarice da moramo da dođemo i ove godine. Pa ja u Ohridu slušam 35 godina, moj otac je ovde služio vojsku. I bukvalno znam svaki ćošak, sve mi je prepričao, tako da samo sam potvrdio to da je koliko je lepo i koliko su divni ljudi. Ja sam drugi put ovde i vratila bi se još 10.000 i hoću, sigurno. Второто место од стручното жири припадна на хрватската група Колонија за песната Зумбули, која исто така ја доби и втората награда од публиката. Можеби не е онаа старата Колонија, но дефинитивно нивната нова пејачка и тоа како добро се снаоѓа во новата улога. Се разбира, и Колонија беше воодушевена од убавините на нашиот бисер. Мени е први пут. Meni ne. Колку пати сте запирано сега као Колонија? Kolonija, pa bili smo jako puno, ali ja sam zadnji put bio prije 15 godina. Тогаш имавте настапи како Колонија? Da, kao kolonija, baš smo imali dosta koncerata u Skopje. Кажете ми, ќе остане Колонија на старата или ќе има некои нови промени, нов стил? Pa svakako on ima svoj jedan stil koji je prepoznatljiv u producentskom dijelu, ali evo, svakako se držimo nekakvih trendova i pokušavamo to podići na još jednu veću razinu. Третата награда од жирито ја доби Марко Кон за песната Крошна, а исто така третата награда од публиката замина во рацете на триото Gentlemen's за песната Убавина. Но факт е дека и оваа година фестивалот помина во знакот на немногу афирмираните пејачи. Ние ги прашавме дел од нив која е нивната мотивација да пеат на еден ваков фестивал, а еве тие што одговорија. Која е мотивацијата да се пее на еден ваков фестивал после 25 години, како што кажавме, која е мотивацијата за тебе? За мене е секогаш промоција на песната, затоа што, ајде да речем, фестивалите привлекуваат највише медиуми, публика и слично. Има еден свечен момент секогаш фестивалот и така ние уметниците сакаме да промовираме песни на фестивал. Друго е дружбата, ето Охрид посебно е еден убав туристички град што се опуштиме со семејството се дојдов, се трчавме до Марија Приеска. Така да генерално тоа јас бев на 20 години. Последниот настап на Охрид Фест беше на 20 години јубилеј, сега 25, после 5 години. Почнав нели 2011 на Охрид Фест. Јубилеј, како што кажа, ама публиката, мислам, затоа од фестивал до фестивал ме гледате, публиката ме влече тој настап горе на Пина, што е со публика кој што тие 5 минути се буквално твој да правиш ти што сакаш и сите тебе те гледат. Сега не е заради тоа, него фидбекот од публиката мене тоа ме полни. Па искрено не си имав појавено 2 години, последен пат си имав појавено на Охрид Фест пред 2 години со Жешко и некако ми фалеше да се појавам и ето, не мислам туку, гарантирам дека после ова, значи стварно ќе почнам повторно да се занимавам онака цврсто газна сцена. Па да ти кажам, за мене е многу голема мотивацијата, пошто на некој начин ова се и корените на мојата кариера. Јас почнав, значи прво во ревијален дел, да кажам така, 2014 година ми се чини на Охрид и им посакувам се најдобро и да им се множат годините. Со нас заедно, пејачите. Инаку Охрид Фест годинава го прослави 25-тиот јубилеј, а интересен момент која воодушеви публиката е што на сцената им се појавија 6 водители, кои освен на македонски јазик им се обратија на српски, албански, грчки, англиски и бугарски јазик. Роденденската торта оваа година изостана, но сите 3 вечери во хотелот Нова Ривиера, пред чие плато се организираше фестивалот, се случуваа журки за паметење. Балкан во мало беше коментарот на присутните, бидејќи за микрофонот се фатија и наши пејачи, но и музичките звезди на фестивалот. Инаку во петокот се одржа и поп вечер на 25-тото издание на Охрид Фест, а првата награда од публиката ја освои Лена, која изведе песната Дојди или Одеси, а најдобар од жири е Филип Јордановски за неговата Без тебе. Публиката гласаше за Анастасија Врамовска и песната Ти си мој херој, а третата позиција и припадна на Пепа и композицијата Ти си тој. Сума сумарум, Охрид Фест има само аплаузи за тоа што издржа овие 25 години, но дефинитивно треба да поработи на тоа на сцената да видиме и малку повеќе афирмирани изведувачи од нашата земја.